Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Dietix и овде ќе збориме за како да осамнете без да броите калории. Првото нешто што треба да разберете е дека било која диета или било кој режим ќе успее ако вие сте у калориски дефицит. Нема друг начин, може нема да осамнете многу брзо, но ќе треба да осамнете одредена количина тежина. Оваа препорака и овој совет ќе функционира за луѓе што едноставно имаат обилност кон следење калории и едноставно не прифаќаат совети. Значи, јас искрено сакам да сум флексибилен, сакам да си јадам се и се што, не сакам да се замарам со оваа храна е штетна, оваа е полезна. Секоја храна може да биде полезна и штетна. Битна е количината и битно е да сме умерени, нели? Првото нешто што треба да разберете е дека треба да се храните со нискокалорични храни. Нискокалорични храни се, значи, зеленчуци како краставица, домати, зелка, марула, кеј, сите тие имаат многу ниски калории, многу ниска калорична вредност. Имаат диетални влакна и многу се богати со минерали и витамини. Тоа ќе ви помогнат за да ослабнете побрзо. Овошјето, значи овошјето ви е замена за благото. Значи, ако не ви е доволно благо, искрено не знам зошто јадете, зошто идете на тој пат за да ослабнете. Вие треба да жртвувате нешто за да добиете. Ако вие не жртвувате ништо, ништо не правите. Значи, жртвувањето на една одредена работа е тоа да ги отфрлите благите работи. Значи, шеќерот во благите и процесираните работи функционира со тоа што вие ги уклучува рецепторите на среќа, тоа ве прави уште посреќни, но исто така не ве прави сити. Работата на оваа диета или режим, како сакате да направите, е да јадете повеќе, волуменски, а да не се здебелете. Како е тоа можно, Стефан? Значи, работата е во тоа што ви кажав, се едо калориите. Овие работи имаат многу ниско калории. Работи како јагоди, боровинки, сите видови на малини, тие капини, тие имаат многу мало количество калории и многу се хранливи исто. И ако се скапи, можете да ги купите и да се конзумирате за време на диета. Потоа, протеините како пилешко, мисиркино месо, риба, улјда нискомаслена, белките од јајцата, протеинот сурутка се многу добри за одржување на гладта. Особено протеинот од сурутка, значи тој прашок кој што го рекламирам и што го препорачувам на секого за време на диета. Има полезни дејства и имунолошки дејства, ги го подобрува имунитетот. Исто така и е научно докажано, сега има научни докажувања дека протеинот од сурутка помага при топење масти. Значи има нешто што се вика лактоферин, лактоферинот го има само во сурутката и помага при процесот на топење масти. Исто конзумирањето на јатките, како кикирики, потоа ораси, бадеми, лешници, сите тие јатки што може да ги конзумирате, тие исто така се покажани дека немаат и толку калории, не се дигестираат како што треба и тие можете да ги додадете во вашата исхрана. Значи, ова не значи да идете да се прејадете јатки и не знам што, зашто тие сепак имаат калории, но тука едноставно да додадете 50 грама, тоест да додадете 2 шаки, што ќе е доволно за да ги задоволите вашите потреби за мастите. Значи, се кога кажувам вака, ова не е структурирано, јас како што правам. За да добиете резултати треба да е структурирано, треба да знаете колку јагли хидрати конзумирате, протеини и масти. Се е важно, не треба да се рестриктирате. Значи, ова го кажувам за луѓето што едноставно не сакаат да бројат калории. За луѓето што сакаат да бројат калории, 80-20, 80% треба да е храната непроцесирана, 20% можете да јадете празни калории. Така кажуваат истражувањата дека калориите и макронутритивниот днес кажуваат дали вие ќе осамнете. Мислам дека беше ова видео информативно и дека ви помогнав да откријам некоја тајна. Ова е за луѓето што едноставно не разбираат. Сакав да им ви помогнам. Ако ви треба совет, слободно прашајте. Ако сакате да вежбате со мене, и тоа може да се направи. Се може да се направи ако се сака. Треба цврста волја, дисциплина и труд. Сето тоа после резултатите ќе следат. Се надам дека ви помогнав.